Почитувани ученици, добар ден. Добре дојдовте на во училница на Едуино, на часот по биологија за 8 одделение. Моето име е Тинка Пачовска. Јас сум предметен наставник по биологија во Основното училиште Блаже Коневски, општина Аеродром Скопје. На овој час ќе се запознаеме со содржините од наставната единица крвни садови. Целите на часот, кои што би требало да ги усвоите, се следни: да ги препознавате и моделирате основните делови од циркулаторниот систем, да ги знаете нивните функции во транспортот на оксидирана и редуцирана крв, да знаете дека пулсот се совпаѓа со ритмот на срцевата работа. Дали некогаш сте се запрашале што се тоа крвни садови? Крвните садови представуваат систем од цевки разгранети по целото тело, низ кои поминува крвта. На тој начин целото тело се снабдува со крв. Колку се тие поблиску до срцето, се пошироки, а колку се подалеку, се потесни. Најголемите крвни садови се поврзуваат со срцето. Воглавно, крвните садови се делат на 3 вида, а тоа се артерии, вени и капилари. Сега ќе говориме малку за артериите. Артериите се крвни садови кои ја пренесуваат крвта од коморите на срцето до капиларите во ткивата. На сликите тие се означуваат со црвена боја. Артериите се цврсти, но и еластични, затоа што мораат да го издржат притисокот што го создава срцето додека пумпа крв низ нив. Нивните еластични ѕидови имаат способност да се шират и да се вратат во првобитната состојба кога крвта поминува низ нив. Тоа може да се почувствува кога се мери пулс. А што е пулс? Пулсот е ритмичко подигнување и спуштање на ѕидовите на артериите, што се совпаѓа со ритмот на срцевата работа. Нормален пулс кај возрасен човек е од 70 до 80 отчукувања во 1 минута. Преку пулсот се одредува и работата на срцето. Ѕидот на артеријата е мошне дебел и тој е поделен на 3 дела: надворешен, среден и внатрешен. Надворешниот слој се состои од сврзно ткиво кое ги поврзува крвните садови со околните ткива. Средниот слој пак е изграден од подебел слој мазни мускули кои му даваат поголема еластичност на крвниот сад. Внатрешниот слој е представен со еднослоен епител. Артериите, ученици, обично се поставени подлабоко во телото, покрај коските, а над нив се расположени скелетните мускули. На својот пат од срцето до органите, артериите се разгрануваат поаѓајќи од најголемиот артериски сад, кој што се нарекува аорта, преку артериите со помал диаметар, па до немалите артериски гранки, наречени артериоли. Сите артериски садови, со исклучок на белодробната артерија, носат крв збогатена со кислород, односно оксидирана крв. Вените, за разлика од артериите, тие имаат иста големина колку артериите, но има и разлики меѓу вените и артериите. Нивните ѕидови се многу потенки, па така просторот во нив е и поголем. На вените не им се потребни дебели ѕидови, затоа што кога крвта ќе дојде во вените, таа веќе ја изгубила силата што ја дала срцето при пумпањето на крв. Поради тоа, крвта во нив тече рамномерно, наместо брановидно. Вените ја враќаат крвта од сите делови на телото до срцето. На сликите тие се прикажуваат со сина боја.
Тие имаат поголем диаметар и средниот мускулен слој е потенок, што го прави ѕидот поеластичен. Затоа при повреда нивните ѕидови се слепуваат и крвта бавно истекува. Внатрешниот слој ка вените формира залистоци. Овдека на сликите можете да ги забележите залистоците или клапи, кои пак придонесуваат крвта која пасивно поминува низ нив да не се враќа назад, односно дозволуваат крвта да тече само во еден правец, а тоа е правецот кон срцето. Сите венски садови, со исклучок на белодробните вени, враќаат редуцирана крв која е богата со јаглероден диоксид назад во срцето. На првава слика претходно кажав дека се прикажани клапите, односно залистоците. Тука залистоците се прикажани кај нормална вена и тие се отворени. На втората слика гледате како залистоците се затворени, а на третата слика веќе имаме болни залистоци кај проширени вени. На оваа слика или приказ имате артерии и вени кај човекот, гледате како се распоредени артериите и вените кај човекот. Капиларите се многу ситни крвни садови, немалите може да се видат само со микроскоп. Еве овдека на сликата можеме да ги видиме капиларите. Нивниот диаметар е доволно голем колку да поминат црвените крвни клетки. Капиларите имаат многу тенки ѕидови, изградени се од еден слој епителни клетки, што значи дека супстанциите од крвта, како што се кислородот и глукозата, лесно може да преминат во меѓуклеточната течност и обратно. Задачата на капиларите е да ги снабдуваат клетките со потребни материи и да ги отстранат непотребните материи од нив. На оваа слика, ученици, гледаме пресек на артерија, вена и капилар. Значи, гледате како изгледа еден артериски сад во пресек, венски сад во пресек и една капилара или капилар. Можете да забележите дека ѕидот на артерискиот сад е многу подебел и подсврст за разлика од ѕидот на венскиот сад и градбата на артеријата возможува крвта која што навлегува во артеријата под притисок да се движи непречено, па дури и на пресек овој сад е отворен, за разлика од венскиот сад кој гледате дека е малку исплеска. Ви благодарам на вниманието.